пред почетокот на рочиштето за оцена на обвинителен акт, побаравме, бидејќи не ни беа доставени сите докази и факти за предметот, побаравме да ни биде овозможено да ги добиеме сите докази, бидејќи не знаеме во принцип на што се заснова овој обвинителен акт, бидејќи ги немаме добиено сите докази. И согласно начелото на согласно правото на одбрана, сметавме дека треба да видиме навистина дали постојат докази, кои се тие докази кои им одат на товар на нашите клиенти. Оно што јавноста очекуваше дека ќе присуствува на закажаната оценка на обвинението по судската пракса досега, бидејќи многу случаи кога јавноста биде присутна. Зошто имавте ли образложение зошто судот не дозволи јавноста да биде присутна на оценката? И да расчистиме дали вие побаравте? Ние побаравме, нашата одбрана побара, бидејќи сметаме дека сите судења во нашата земја треба да бидат јавни, бидејќи се работи за еден сериозен настан кој се случил. Тоа сметаме дека и правната јавност, но и пошироката јавност треба да се запознае со тоа. Ние побаравме, но судот не дозволи. Сметајќи дека таа одредба се однесува само за главната расправа. Но ние понудивме и претходна пракса, дека претходно дозволувано и сега се напушта таа пракса без никакво образложение. Во какви случаи може ли да потсетите таа пракса кога се применуваше? Па не знам баш сигурно, мислам дека во предметот Пуч имаше таква пракса, сега конкретно не знам. Кој не дозволи увид во докази, во кои докази и од кои предмети всушност има докази во овој предмет и зошто, со какво образложение не е дозволен увид? Не ни дозволија увид, до сега немавме увид бидејќи се работи за претходниот случај за 27. А сега ќе ви сега дозволи судот. А претходно кои судија не дозволи и со какво образложение? Зашто досега ги немавте видено? Бидејќи ние другата одбрана, другите колеги побара од судијата Добрила Кацарска за другиот предмет да им се дозволи, но не им дозволи бидејќи сметала дека тие не се странки во спорот. Но сепак тоа е и по нас повреда на правото на одбрана, бидејќи треба секој да знае за што се обвинува. За колку суди од ова одделение одбраната во овој случај бараше изземање и зошто? Прво, изземањето се случи на барање на судот, на самите суди. Сите изземања на 8 суди до сега? Сите се од нив побарани. Ние побаравме само на минатото рочиште на една судија која учествувала. Водејќи се од праксата на самиот суд, ние побаравме и за една судија. Што се случи сега, одложена е седницата? Да, одложена е за да можеме да извршиме увид во следниот понеделник. Не, еден ден ни даде 6 часа. Добро, како го коментирате обвинението? Вие го имате, видовме дека има 9 сведоци од кои што сумина се веќе претходни сведоци во претходната постапка и доказниот материјал. Некаков коментар на она што го има, и конкретно и за вашиот клиент, го има само еднаш споменато. Па, јас тоа кажав дека неколку пати дека баш нема никакви докази дека овие лица се наводни организатори. Туку напротив, ако постојат вистински организатори, тие во моментов не се тука.